Филип Стевановски, Бионда, Трета смена и Слободан Кузмановски ќе настапат на големиот хуманитарен концерт за деца со пречки во развојот од Куманово, кој ќе се одржи на 3 јануари, четврток во The Yard Lunch Bar. Концертот го организираат хуманитарната организација Крепост, како и The Yard Lunch Bar, кој традиционално дава поддршка на ваквите настани. Освен богатата музичка програма, на настанот е планирано да се спроведе и аукција на слики, кои ги донираат кумановските уметници Ана Јовановска, Мирослав Величковски, Мила Трендафиловска, Драган Колебен, Андреја Бојковска, Владко Тасевски, Игор Спасевски и Елена Клековска. Хуманите кумановци ќе можат да набават и книги од авторот Милош Димковски. Собраните средства ќе бидат наменети за изградба на сензорна соба во основното училиште Браќа Миладиновци, во кое се образуваат ученици со посебни потреби. Акцијата е од хуманитарен карактер и сите прилози кои ќе бидат соберени и од продажбата на овие слики, и од аукцијата, и од донациите и сличните прилози ќе бидат наменети за оваа сензорна соба која представува посебна потреба за овие наши сограѓани, овие мали деци, наши идни членови на општествената заедница. Мислам дека акцијата ќе биде успешна и е еден јавен повик за таа акција. Дефектологот при основното училиште Браќа Миладиновци Тино Шаботиќ, кој секојдневно работи со 50-тината ученици со пречки во развојот, истакна дека изградбата на сензорна соба е важна за нивниот понатамошен развој. Воедно тој упати апел кумановци да се вклучат во овој хуманитарен настан. Сензорна соба представува всушност соба за сензорна интеграција на деца со пречки во развој, за подобрување на нивни когнитивни, психофизички способности. За оваа категорија на деца мислам дека таа соба е навистина многу важна и дека тоа ќе го подобри нивниот развој, нивното помнење, учење и на тој начин ќе се подобри нивниот и социјален живот и сите останати сфери. Хуманитарниот хепенинг кој ќе започне во 20 часот ќе се одржи во соработка и со општинската организација на Црвениот крст. Кумановци, отворете го срцето и подарете со љубов.